Дигиталното време ги промени нашите навики. Придонесе за многу нешта, односно да бидеме сите ние поврзани без оглед на тоа каде и да сме во светот, но има и некои нешта кои не се баш добри. Една од нив е интернет зависноста. Ова денес ќе го разгледуваме во приказна. Останете со нас. Колку често во текот на денот користиш интернет и социјални медии? Ретко, не многу ретко, така прилика користам околу можда 5 сати, но не така одма поред. Користам као 1 сат во денот, например, у 5 часот, па после во 9 пак можда, така. Па едно 3 сати. Околу 3 до 4 сати дневно. Сега, дали е зависност, ја не би рекол дека толку многу е зависност, има многу позависни што седат повеќе време на интернет, мада 4 до 3 сати за мене е нормално. Па зависно, јас сум travel блогер, така да најчесто во зависност од денот од 6 до 7 часа. Тука ти и работат. Дали се да. плашиш дека поради работата ќе станеш интернет зависник или ги балансираш нештата убаво? Балансирам и патувам и сум travel блогер. Дали познаваш некој што поминува повеќе од 4-5 часа дневно на интернет? Имам повеќе пријатели, да. Да, знам, има многу деца што седат повеќе време, што се вика и по 7 до 8 часови на интернет и такви работи, што не може да се одвикнат, сакаат да се одвикнат, ама не можат, пошто едноставно е зависност. Од 2 до 3 часа. Тоа е доволно време, сметам. Све повеќе од тоа е веќе интернет зависник, да. Инаку не се сметам за интернет зависник, спортувам и така. Од што сум зависен или не можам да се одвикнам од тоа. И Си барал ли начини до сега како седењето на интернет со што да го замениш, дали си се потрудил? Да, ама повеќето викаат читање книги, ама мене не ме интересира книгите. Но не сакам и плюс многу време да останувам на интернетот, бидејќи верувам можно е очите да ми ги оштети. Повеќе научници укажуваат на часовите поминати на интернет, кога границата е надмината и кога убавото станува зависност. Во таа насока, истражување на научници во Тајван укажува дека 20 часа неделно се веќе на прагот на интернет зависност. Слични се истражувањата на други научници. Денес ве запознаваме со истражувањето кое го направивме ние. Нема сомнение дека интернетот ни го олесни животот многу, првенствено со тоа што ни овозможи полесен пристап до информации. Освен тоа, сега можеме да бидеме во контакт со повеќе луѓе од различни делови на светот. Денес можеме да купуваме, да нарачуваме храна, да плаќаме сметки, да работиме преку интернет, така што понекогаш дури и не мора да го напуштиме домот. Интернетот дефинитивно ни заштеди време, особено не поштеди од чекање во турканици. Сепак оваа приказна е меч со две сечила. Дигиталната средина, дигиталната реалност е реалност. Според статистиките, скоро половина од населението во светот е онлайн и во нив скоро милиарда деца се онлайн. Значи, за многу деца е реалност. За многу деца и не е реалност, каде што нема услови, но за многу деца е реалност, така што и тоа како треба да се ревидира Конвенцијата за правата на децата во контекст во кој што денеска живееме. А и сите знаеме колку технологијата е навлезена во секој сегмент од начинот живот. Интернетот ни го олесни животот, но доведе до голем број други проблеми, од кои една е и зависноста од интернет. Многу интернет корисници станаа зависни затоа што се прават онлайн и скоро да не го напуштаат домот. Ова доведува до проблеми и ментални и физички, кои можат сериозно да го загрозат здравието доколку не се превземат одредени чекори. Денешниот современ живот не може да се замисли без присуството на интернет. Тоа секојдневно се случува од страна на родителите, извршувајќи ги своите работни задачи, а децата гледајќи ги истите, ги копираат родителите и несвесно се навлекуваат на интернетот. Па така да додека се движиме надвор, можеме да забележиме голем број на дечиња кои што додека седат на клупите, гледаат во своите телефони и не остваруваат некоја вербална комуникација. Постои сугестија од страна на родителот за да се намали тоа користење на интернетот, меѓутоа таа зависност се постигнува уште од најрана возраст, кога родителот му го дава, односно му дозволува на детето да го користи интернетот, со тоа што интернетот иницијално се наметнува како играчка. Таа играчка во прво време е нешто што е интересно за детето,
за да потоа секојдневно користејќи го интернетот и сознавајќи ги неговите можности, детето се повеќе и повеќе се навлекува на тој екран. Дури во денешницата имаме деца кои што толку интензивно го користат интернетот, што постојано се со своите мобилни телефони, дури и додека јадат, се облекуваат и така натаму. Таа зависност кај најмалите деца се формира уште во раните месеци. Кога децата е потребно да се движат, еве да кажеме во тој ран развој, првите 12 месеци, кога детето е потребно да ги извршува најважните моторни активности, да кажеме од најрана возраст, превратување на самото бебе, па овде доаѓа лазење, да кажеме до година, до првиот чекор, кога моториката и текако е важна за развојот не само на говорот, туку и на останатите развојни компоненти. Кога кажуваме на развојни компоненти, мислиме на еден комплетен развој, односно емоционалниот развој, моторниот развој, интелектуалниот развој. За жал, децата кои што своето време го поменуваат на интернет, се лишени од сите овие рани развојни сегменти. Во 95-та година доктор Иван Голдберг за прв пат ја дефинира зависноста од интернет. Ова нарушување е дефинирано како клиничко нарушување со силни негативни последици врз социјалното, работното, семејното, финансиското и економското функционирање на една личност. Зависноста од интернет е состојба кога некој лично ги употребува дигиталните алатки како доминантна животна активност, со што придонесува за изолација во однос на останатите општествени форми. Ваквото однесување придонесува за создавање негативни последици врз самата личност, но и обкружувањето. Прекумерното користење на дигиталните алатки како компјутери, мобилни, таблети и слично, односно интернет, придонесува за намалување на или занемарување на основните потреби, како што се спиење, храна, тоалет. Значи, седечкиот начин на живот во многу ги измени, да кажам, структурата на детското тело. Се почесто, значи, како дигитализацијата оди во нагорна линија, децата се повеќе се врзани со тој седечки начин на живот. Значи, се повеќе дома сакаат, се помалку надвор, но тоа си има многу реперкусии. Од неправилно држење, ослабување на мускулатурата, значи не само како градба на мускулот, значи како силина на мускулот, како јачина на мускулот. Тоа доведува понатаму до намалување на моторните вештини на децата. Стануваат неспретни, тромави, не се, значи, така активни како деца кои што надвор играат, спортуваат и така натаму. Значи, освен од наша ортопедска, значи тоа води понатаму седечкиот начин на живот кон зголемување на телесната тежина. Значи, намалување на моторните способности води до деформитети, особено на рбетниот столб. Зголемени бројот на деца кои што се жалат веќе и на главоболки, болки во грбчето. Имаат веќе проблеми со видот. Да не зборуваме, да кажам дека и од психолошка страна тоа си повлекува некои последици. Обидите да се намалат активностите на дигиталните платформи или употребата на дигиталните алатки придонесуваат за изливи на гнев, вознемиреност, фрустрација, што создава караници, мотивира лажење и манипулативно однесување, слаби резултати во училиште или на работа. Родителите се многу важни за да можеме да го стимулираме развојот на детето. Родителот е оној кој што примарно е најдобриот учител кај самото дете. Тој ги гради темелите на личноста кај детето. Многу е важно уште од најрана возраст родителот да му се обраќа на детето, да му зборува, да игра, да му покажува како се игра, бидејќи сите ние генерално учиме преку имитирање. Првиот чекор за справување со овој вид зависност е прифаќање дека тој проблем е реален. Најчесто најголем дел од нас не сваќаат дека повеќе часовното време потрошено на дигиталните платформи е проблем. Истражувањата покажале дека терапиите за анксиозност и депресија имаат големо влијание врз времето поминато на интернет. Во некои случаи придонеле до намалување на стапките од 35 часа неделно на 16 часа неделно. Физичката активност е мощна и ефикасна во зголемувањето на нивото на серотонин и за намалување на зависноста од интернет. Што повеќе надвор, што повеќе на спортување, за да ја развиеме мускулатурата, затоа што тоа не е само за коските и за мускулите добро. Добро и за срцето, за дишењето, за
намалување на гојазноста, кој што понатаму во подоцнеж, значи добивање здрави навики, кој што во подоцнежна возраст, значи би го намалиле ризикот од кардиоваскуларни, пулмонални заболувања, шеќерна болест и така натаму, да не зборуваме значи и овој дел во однос на моторниот развој. Би сакала да појасниме неколку работи поврзани со интернет зависност како еден нов тренд во светски рамки, па и кај нас. Што е интернет зависност? Навистина станува збор за една тема која што е не само кај нас интересна, тема која што е провокативна, меѓутоа тема која што во моментот и социолозите, и психолозите, психијатрите, значи од различен аспект говорат низ целиот свет за интернет зависноста, поготово бидејќи живееме во ерата на интернетот, живееме во ерата на масовните медиуми. Едно од круцијалните прашања кои се поставува, кои се придобивките и негативните аспекти, кога ги ставиме, нели, кога ги вагаме про и контра, и едно од прашањата кое што се изнедрува на површина говорејќи за зависностите, поготово говорејќи за интернетот и улогата во современиот општества, е зависноста која што ја се јавува, посебно велам, кај категоријата млади, деца, оние кои што треба допрва, нели, да чекорат низ шума, да наречена живот во општеството. За разлика од другите зависности за кои што сме, да речеме, имале мерила, кога некој може да го наречеме зависност во контекст на алкохолен зависник или оној кој што користи психотропни супстанции, малку станува збор за нов поим, интернет зависност, иначе одредени аспекти во контекст на мерливоста на интернет зависноста, дали создава психичка, дали создава физичка зависност, дали обострана и така натаму. До сега што е познато дека дефинитивно има интернет зависници, има зависници од социјални мрежи, има зависници од буквално речено видеоигри кои што се исто така дел од интернетот. Дури јас би кажала дека американските социолози веќе зборуваат моштен сериозно на таа тема и се обучуваат во контекст на оние кои што се специјализирани за девијациите, посебно за интернет зависност. Имаме и болници веќе кои што третираат интернет зависници. Интересно би спомнала во Јапонија веќе исто така станува сериозен проблем и можне пластично ќе кажам со еден пример за да сватиме што значи интернет зависност. Интернет зависност значи кога еден тинејџер на своји 16 години буквално седи пред седи пред екранот, односно пред својот компјутер или лаптоп и е толку сконцентриран да буквално заборава и нема време и ги става своите физиолошки потреби, значи основните навики кои што ние сме ги социјализирале, ги става настрана. Во Јапонија се измислија пелени за адолесценти. Тоа е нешто страшно, значи ние навиките ги социјализираме, знаеме како да ги вршиме основните, потоа физиолошки потреби, сега ова значи враќање сосема наназад. Тоа е фрапантно, тоа е зависност. И кога уште пострашно е што самиот родител, за да неговото дете не создало нервоза, за да неговото дете не изгубило време одејќи до тоалетот, мислам, знаете колку време е потребно за тоа, буквално ставаат пелени и сите физиолошки потреби ги вршат во пелени, а е сконцентриран на играта, е сконцентриран на комуникацијата со некој на интернет или на нешто кое што го следи. Тоа е веќе зависност. Кога вие основните ваши физиолошки потреби ги ставате позади и сте исклучиво концентрирани кон нешто што значи интернет. Исто така за уште еден попластичен пример за да ни стане појасно. Имаше во Србија пред една година случај кој што го покрена и дури самите социјални мрежи го покренаа тој случај, да една мајка која што е самохрана мајка, има дете од 2,5 годишна возраст и која што буквално кажано имала некој пријател со кој што си комуницирала преку Facebook, односно преку Messenger и со него постојано било во комуникација. За тоа време дека таа комуницира, тоа траело со часови, детето почнало гладнело, почнало да бара храна. Прво не го перцепирала, значи го игнорирала, меѓутоа дето, нели, веќе имате плач, желба за храна, и додека таа станала да му даде храна, во тие 10 минути, бидејќи колку треба, нели, да подготвите нешто на брзина, нејзиниот пријател се исклучил. Кај нејзе се запоставува мајчинскиот инстинкт и сето тоа што значи емоција се трга настрана, го фаќа детето
и го фрла во ѕид година. И сега тука е прашањето, значи дефинитивно станува збор за можеме специфична зависност, кога вие најзначајните емоции кои што треба да бидат на пиедестал на врвни емоции, љубовта кон семејството, кон детето, значи велам физиолошките потреби, значи вие ги запоставувате и тогаш може да станеме дека дефинитивно постои интернет зависност. Често пати сме несвесни, но ваквите прибори нас не освестуваат и ни ги спливуваат на површина потребата јавно да проговориме, но и да превземеме затоа што верувајте, ако се продолжи со овој тип на зависност, поготово кај младите, може да имаме изгубени генерации кои што ќе зборуваме сигурно и за последиците кои што може да бидат катастрофални во подоснежниот нивен живот. Од ова што го кажувате, ми се чини дека менталниот момент е многу страшен на интернет зависноста, но сакам да го споменеме и делот врз општото здравје, врз физичкото здравје, колку влијае интернет зависноста врз правилниот развој, врз коските, врз рбетот, врз очите, дали и тука имаме некакви последици? Дефинитивно, затоа што велам, веќе имаме конференции, не само онлайн, имало конференции кога почна преголемата експанзија на социјалните мрежи, преголемата експанзија на видеоигрите, значи сето тоа што е поврзано со интернетот. И имаше конференции на кои што ние, да речеме, сме зборувале повеќе од општествените науки за оној општествен контекст, социјалниот момент, моментот на алиенација и други аспекти. Но има и колеги кои што медицинари кои што зборуваат посебно за психата, посебно за она што рековте биолошките проблеми, покрај менталните, нели, социјалните и за физичкото здравје едноставно на детето. Прво, ако вие појдете, јас велам да појдем од себе си. Значи, веќе кога работите повеќе од 2 часа, имате проблем со очите. Тоа кажуваат и колегите на тие конференции, тоа е и публикувано во реномирани часописи. Прво, проблеми со видот, заматување, дури се вели пребрзо очно старење, однос на кожата. Имаше многу интересна онлайн конференција на која присуствував пред 1 година, каде што имаше експерт дерматолог кој што токму зборуваше за старењето на кожата и за сета таа пигментација која што се јавува токму како резултат на зрачењето. Тоа се нови искуства, нови истражувања кои што допрва исто така ќе ни кажат и некои нови последици. Да не зборувам за рбитниот столб. Ние го правевме истражувањето пред короната, значи 3 години претходно, можем да кажеме на лонгитудинална студија која ни покажа фрапантни резултати. Поготово дополнето со онлайн наставата, која што, нели, тоа е нешто што мораше да се случи за тоа што тоа е нешто што зависи од нас, но децата и така беа сконцентрирани кон компјутери, кон интернет, дополнето со онлайн, значи поминува многу поголем дел пред компјутер и се случува алиенација, отуѓување, первертирање на вредносниот систем и моралните навики кај децата. Значи, развој на егоизмот и индивидуализмот како едни од клучните вредности кои што за мене не се вредности кои што се општествено посакувани, пожелни, добри, кои што предонесуваат и за индивидуален развој, за развој на општеството. Значи, ова се последици кои што, велам, ако не се посвети внимание, ќе има далеку сежни. Затоа што друго е кога детето игра со група на врсници, па се учи како да биде лидер или се учи на некој правило, значи тоа е друг тип. И на тој начин се челичи, се учи како да се постави во текот на својот живот, нели, еден начин на комуникација. Веќе имате сосема поинаква комуникација. Скратување на зборовите. Јас велам, и основниот јазик, мајчиниот јазик, веќе го запоставувате со тоа што правите некои скратеници кои што само тие си ги разбираат. И она што е уште пострашно, и во контекст на најмалите, побрзо го учат англискиот јазик и потоа имаат проблем со мајчиниот јазик. Имате, ако поразговарате со логопеди, со дефектолози, проблеми во изговорот. Истражување во Тајланд на научници кои што работеле на оваа проблематика открива дека 20 часа неделно е прагот кој што укажува дека имаме интернет зависност. Слични се истражувањата на научници од Британија и на психолози кои што укажуваат дека временската рамка над 4 часа во текот на еден ден укажува дека веќе имаме праг кој што укажува дека имаме зависност. Какви се нашите сознанија од терен? Дали имате некои истражувања кои што сте ги правеле и кои што говорат во прилог или контра на овие факти? Имате ексклузива први
да еве дознаете во вашата емисија, бидејќи многу ја почитувам, и ова е една без лажна скромност емисија кои што токму ги поттикнува одредени општествени феномени кои што се мощно значени во нашето македонско современо општество. Затоа велам ексклузива, затоа што во моментот работиме и со колешката Фрецкант од развојна психологија, доктор во психолошки науки со колешката Томевска Илиевска, педагог и со колешката Милошевска, сајбер наследство кое што го третира. Токму работиме на едно ново истражување кое што го почнавме пред неколку месеци во контекст на интернет зависноста и во однос на вредностните скалила, дали се менуваат вредностите и моралните аспекти кај децата кои што да речеме пред една година и потоа со нивното прекумерно следење на содржини, интернет содржини, ќе ги мериме за неколку месеци, па потоа ќе продолжи таа студија да направиме разлики. Токму во однос на часовите, што ја кажав на почетокот, ние можеме сега да зборуваме, ако зборуваме за алкохолна зависност, нешто со години што сме го истражувале, дека кој алкохоличар, ако еден ден не помисли на одреден алкохолен пијалок и така натаму, и сега велиме дали може интернет зависноста да ја сметаме дека ако да речеме, и тоа е една од дилемите кај социолозите, психолозите кои што, значи на тие трибини, нели, на тие конференции не разговараме. Временската рамка точно е битен момент, но дали тука е мощна значена кога станува збор за зависностите и многу треба да бидеме внимателни, затоа што кај некој кој што во континуитет следи интернет содржини, исто така се намалува прагот на зависност и прагот на толеранција. Во кој контекст? Ако тој цела година следи 5, 6, 4, 3 зависни часа, потоа може да речеме истиот ефект на негова анксиозност да има последен час гледање на интернет содржини. Тоа е специфичноста кај зависноста, како се намалува прагот на толеранција со текот на времето кога е изложен на тие содржини, е нешто што е мощно и интересно што треба да се следи. Правени се во неколку земји од Европската унија истражувања. Експериментална и контролна група на деца од 8 годишна возраст, 12-14 годишна возраст. И сега им се пуштаат содржини, да речеме интернет содржини, кои што изобилуваат со агресија, со насилство, каде што имате бруталност, дури одредена бруталност, и на друга контролна група каде што им се читаат приказни, значи нема изложеност на содржини, кои што имаат позитивност, кои што имаат емпатија, емоција, и тоа во континуитет, да речеме, од неколку недели. Резултатите што говорат? Дека потоа во нивната меѓусебна игра, оние кои што биле изложени на интернет содржини, кои што изобилувале со агресија и со насилство, на најмала провокација, тие кај нив се исполува тоа и реагираат многу побурно. Се намалува трпението, толеранцијата кон поинаквото размислување веќе не постои. И тој има потреба, значи, од таква содржина повторно. За разлика од децата кои што слушале приказни со тивок, со милозвучен глас, со музика, музикотерапија, кај нив е прагот на толеранција поголем и кај нив ја немате таа бурна реакција. Ги гледаме децата од едногодишна возраст, оние кои што се учат на основните навики за исхрана, кои што дели веќе мајката престанала со доење и ги учи во своето седиште да почнат сами да користат, нели, лажичка, значи на оние моторни реакции. Најголем процент од родителите им ставаат, за да им го привлечат вниманието, им ставаат со содржини од интернет, тоа дете прво не може да развиено доволно, да речеме да може да разликува содржина, но некоја пријатна песна, пријатен звук, нешто шаренило, и тоа потоа ќе стане зависно. Веќе на 3 годишна возраст, тоа дете не може само да се храни, односно се храни, но има потреба, ако сака да јаде, дури уценуваат децата, затоа што тие многу знаат што е слабост, да имаат да гледаат интернет содржини. Кога веќе зборуваме за децата, би сакала да ги споменам и фобиите, бидејќи истражувањата кои се правени открива дека интернет зависноста кај децата предизвикува појавување на фобии. Апсолутно, и тоа исто така е нешто што во последните години се расцветлува. Фобиите и стравовите кои што се јавуваат, и тие може да бидат и текако фобии кои што понатаму можат да се врежат, нели, да станат проблем во подоцнежниот развој. Да речеме, кога гледаат содржини, имаше еден вид на одредени игри кои што децата ги игра, па да не зборувам дури до обид за самоубиствење, и тоа да го ставиме на страна за некоја друга приказна кога ќе зборуваме за стравотиите и оние најспецифични девијации кои што се јавуваат
кај децата токму како резултат на тие интернет содржини и таа поврзаност мрежна нивна. Но фобиите во контекст на да речеме, стравот од некој непознато, стравот од замислено, живење во реалноста. Значи, фобии од секој вид што се јавуваат, поготово кај децата, кои што реков, во подоцнежниот живот можете да како да предизвикаат проблем во нивното нормално растење и развивање. Има исто така случаи каде што да речеме, во нашето истражување, една од темите ни е од што најмногу се плаши кога гледа содржини, кои содржини ги сака, дали има некои во смисла стравови кои што подоцна се рефлектираат. И интересно е што тој едното вели имало некоја игра со вода. И мајката потоа ни кажува, бидејќи разговараме нели во фокус групи со родителите, вели ама детето 6 годишна возраст немаше проблем во езеро, во море да се бања, сега не сака да влезе, затоа имало некоја давење. Значи, кај него се создава фобија од водата. Фобија од затворен простор, затоа што имало некоја игра, да речеме, која што нели во затворен простор како во кафе, си тоа се бори. И потоа вели кога влегуваме во лифт не сака да се вози. За возрастните она што се практикува како искуство е вметнување на самоконтролата како терапија, но многу земји започнаа заради најмалите, бидејќи тешко е да се спроведе самоконтрола кај најмалите, да практикуваат шумски, така наречени шумски градинки, шумски училишта со цел да го избегнат употребувањето на дигиталните алатки и да користат природата во поглед на совладувањето. Дали овие искуства, дали се размислува за нешто вакво и кај нас со цел да се придонесе кон некаква стратегија која што ќе биде корисна? Апсолутно тука ве поддржувам и она нешто што е стратегија и во земјите од Европска унија, тоа е не само шумски училишта, шумски градинки. Односно back to the nature, враќање кон природата. Тоа го има во Швајцарија, тоа го има во Австрија, тоа го има и во Словенија. Имав можност да го видам тоа искуство и тоа и од личности кои што да речеме ги посетија и потоа да разговараме за нивните искуства преку различни семинари и обуки. И нормално, нели, достапни ни се тие сите начини, комуницираме веќе со тие колеги, како тоа се прави, тоа е многу добро. Јас филам Жан-Жак Русо бил многу во право кога да се вратиме нели во природата, затоа што од природата доаѓаме, природата е нешто што нас може само да ни биде бенефит, затоа што ние живееме во еден вид на, јас би рекла, урбана џунгла. Живееме во едно време, невреме кога сакаме природата да ја приспособиме на нашите потреби. А природата може бурно да ни врати. Ние треба да се вратиме во контекст на убавините од природата. Во тие шумски, да речам, градинки. Прво, децата меѓу себе си играат, комуницираат. Се учат на правила, некои на животни навики убави. Но во природа дишат прво чист воздух. Гледаат зеленило, нешто што одмара очи. Значи, буквално и оно што е најзначајно, слободата. Слободата која што тие чувствуваат да трчаат, неограничувањето, затоа што постојано ги ограничуваме во нешто, нели? Застани, немој ова, ограничи се тука движењето ти е. Таа слобода е нешто најбитно за детскиот развој. Родителите кои имаат добар воспоставено контакт со децата, многу лесно ќе ја забележат таа граница во влегување на зависност. Децата стануваат недостапни, стануваат лесно вознемирени, избувнуваат лесно. И она што кај нив се појавува како симптом најчесто е опаѓање на концентрација, опаѓање на фокус, вниманието не може да го сосредоточат со оние активности кои што се за нив важни и кои што нели треба тековно да ги исполнуваат. Едноставно како да детето почнува да се менува и ќе кажеме ова не е моето дете. Затоа што неговото мозоче почнува да работи на малку поинаков начин. Зборувам за оние дечиња што се или во предшколска или во школска возраст. Веќе кај адолесцентите зависноста може да има и поразлични симптоми, а тоа е да стануваат и поагресивни, да стануваат конфузни повеќе во разговорите. Најчесто нивната зависност е поврзана со социјалните мрежи, со долго време поминување пред малите екрани. Меѓутоа, ајде да кажеме дека некоја временска рамка би била
добар показател за тоа дали децата се веќе зависни или се одржуваат се уште во некаква контрола. Како што кажав претходно, стануваат недостапни децата и тоа го отежнува процесот како би можеле ние да им помогнеме. Меѓутоа, секако како родители кои што се загрижени, потребно е да се посветат малку повеќе, да посветат внимание и клучно да одвојат од сопственото време во прилог на детето. Само контролата, веднаш би кажала дека е тешко да се постигне. Имено зборот зависност кажува дека имаме проблем со контролата. Кога ние не би имале проблем, тогаш не би зборувале воопшто за зависност. Зошто е тешко да се контролира? Затоа што преку видеоигрите децата доживуваат висок степен на возбуда. Тој степен, или адреналин, или како и да е, не може да го постигнат во реалниот свет. А кога ќе се научат малите мозочиња на таков интензитет на возбуда, тие ќе ја бараат и во другите сфери од животот. И не можејќи да ја најдат повторно, ќе се навраќаат во следни нивоа и во следни нивоа на играта. Контрола може да воспостават родителите доколку се работи за мало дете до 7 годишна возраст, но за поголемите деца и поготово за адолесцентите контролата се воспоставува со едукација, со информирање за тоа што се случува со нив самите, како се развиваат и како растат, како расте мозокот и како се развива, доколку поголем дел од времето поминуваат пред малите екрани. Психолозите укажуваат дека поминувањето на 4 часа на интернет, на компјутер или на било која дигитална алатка е чекор до интернет зависност. Што друго истражуваме во ова издание на Приказна? Изливи на гнев, вознемиреност или фрустрација поради забраната за користење на интернет, различни видови негативни последици, кавги, лажење, слаби резултати на работа или училиште, апатичност, лутина и агресивност, напнатост и депресија. Ова се само дел од симптомите на интернет зависност кои може да се групираат како психолошки и физички. Некои сметаат дека по времето поминато на интернет е точката на конфликт со возрастните. Другите пак се порезервирани и се многу поблиски до она што го мислат возрастните во однос на времето поминато пред интернет. Нема да го коментирам од тој аспект, од било кој друг аспект, освен од правата. Оно што е важно е дека секако го засега детството и тинеџерството и животот на возрастните. Едно дете од Бразил, ќе го цитирам, вели концептот на слободно време е сменет. Ако некогаш значило слободното време играње на улица, дружење, сега тоа може да значи време поминато на гледање Netflix, на некоја серија, филм, или на YouTube, или на било која друга игра или социјална мрежа. Уште едно друго девојче од истата земја од Бразил, многу интересно, која доаѓа од главниот град на земјата, вели можеби причината зошто сега не се игра, не се поминува слободното време толку на улици е затоа што сега улиците се многу понасилни. Може би вика во руралните средини нема насилство и затоа таму и помалку се користи вели интернет и препорачува кога се прави истражување за времето поминато на интернет да се испитаат и во кој контекст, во која средина живеат оние кои што користат или не користат интернет. И сега би сакала само да кажам, а за да не сгрешам и ќе ги прочитам, 6 точки на кои што се сврнува овој генерален коментар, значи како се е тоа од конвенцијата, ма како ги става во контекст на дигиталната ера. Значи, не можеме да кажуваме само за интернетот и за технологијата дека се е негативно. Напротив, нима донесено и многу придобивки во било кој дел од животот. Значи го промовира правото на децата на култура, одмор и игра, што е од суштинско значење за нивната благосостојба и развој. И сите деца, или голем дел од децата од овој консултативен процес, изразиле дека доживеале задоволство, интерес и релаксација преку вклучување во широк спектар на дигитални производи или услуги. Значи имаме ние образовни дигитални содржини, кои што потикнуваат развој на културни активности, вештини,
способности, рекреација и игра кои што го поддржуваат децата во нивниот развој. Но следува делот кој што го има и во конвенцијата, дека тоа повлекува дека државите членки треба соодветно да ги обезбедат условите, насоките да ги дадат и така натаму. И вели, треба да ги регулираат и да даваат насоки за професионалци, за родители, значи сите што се занимаваат, кои што работат со деца, за да се осигураат дека дигиталните технологии и услуги и кои имаат влијание врз децата во нивното слободно време се на таков начин дизајнирани, дистрибуирани и се користат што ги подобрува можностите на децата за рекреација и култура. Прекумерното користење на интернет платформите може да се претвори во сериозен проблем. Неограничениот пристап до таблети, лаптопи и паметни телефони представува голем потенцијал за понатамошен развој на зависности од дигитални содржини. Овие деца најчесто имаат некој ладен израз на лицето, не употребуваат гестови, не сакаат да воспостават комуникација со својата околина. Единствено што бараат е телефонот. Не сакаат да играат ниту со своите играчки, ги игнорираат користејќи различни одговори само да можат да бидат со телефонот. Се поставува прашањето кои се причините поради кои се станува зависник од интернет. Како главна причина се претпоставува дека е прифаќањето на интернетот како средина која може да пружи емоционална поддршка. Ова најчесто се случува поради тоа што, например, децата не може да воспостават комуникација со своите врсници. Децата во адолесценцијата најчесто не умеат да зборуваат за своите чувства, како и да најдат соодветен начин да ги искажат. Главна причина за ова се смета дека е семејството. Во овие семејства родителите најчесто се презафатени со работа, ретко се дома и уште поретко имаат време да создадат искрен однос со децата. Овие родители немаат време ниту пак да му дадат на детето совет доколку има потреба од него. Ова се причините поради кои детето се чувствува осамено и занемарено, па и во подосните години овие деца тешко остваруваат контакти со своите врсници. Децата кои играат онлайн игри действуваат како група која е поподложна на зависност од интернет. Интерактивните игри ги зголемуваат ризиците. Тој генерален коментар ги коментира сите права и сите 4 принципи на конвенцијата на своите страници, но јас сега би се задржала најмногу на правото на слободно време, правото на игра, рекреација и игра, затоа што најчеста пречка помеѓу возрастните и децата е токму времето поминато на интернет во слободно време, во игри, и така натаму. Не дека не ги засега и правото на слободен пристап до информации, и правото на образование, и правото на личен и културен и така натаму идентитети на собирање, значи сите тие се допрени од технологијата. Употребата на дигиталните алатки и платформи може да предизвика ослободување на ендорфин кај тинеџерите, состојба која е слична како и зависност од дрога. Во подоцнежна возраст, веќе да кажеме таму 3-та, 4-та година, кога говорот и како е битен како едно средство за да воспостави детето комуникација, да ги изрази своите желба, чувства со своите идеи со средината, како поблиската, така и во социјалната средина, надвор со своите другарчиња, детето е спречено поради тоа што нема доволен речнички фонд на својот мајчин јазик. Најчесто децата кои што се изложени на интернет го користат јазикот кој што го слушаат на содржината која што ја гледаат. Така да во пракса имаме дечиња кои што зборуваат на различни јазици, каде што најмногу доминантен е англискиот јазик. Родителите се горди дека детето е преинтелигентно, па така да може да научи многу јазици и тоа всушност представува одредена награда за детето, иако за жал тоа е една патологија каде што е потребно и текако навремено да се реагира и да му се помогне на детето. Зошто? Бидејќи детето кога ќе дојде ако тоа го игнорираме дома, доколку го игнорираме надвор и сметаме дека има време и ќе научи, кога ќе се соочи со првата установа, примерно да кажеме градинка, не може да воспостави контакт со своите другарчиња, не може да ги разбере. Тука секундарно имаме и други последици, се јавува агресивност, се јавува повлеченост.
Здравствените проблеми што може да се забележат и може да се појават кај потенцијалните зависници од интернет се здравствени проблеми како главоболки и болки во грбот, проблеми со спиењето, видот и суви очи, лоша хигиена, губење на тежината и избегнување оброци, чувство на еуфорија при користење на интернет. За да се надмине состојбата на зависноста, неопходно е да се превземат одредени мерки со кои ќе се поттикнат други интереси и општествени активности. Компјутерот на децата замените го со физички активности, прошетка или некаков спорт. Државите треба да станат свесни дека сега улогата им се менува во оваа дигитална ера и треба да се внимава и во однос на, како да речам, бизнес секторот кој што го креира дигиталниот производ или дигиталната услуга, да не нанесува секогаш да му биде пред очи првично интересот на децата, значи се што се дизајнира за деца, од игра до било која содржина, да го зема предвид не комерцијалниот интерес, туку интересот на детето, најдобриот интерес на детето. Поставете граници, регулирајте каде, кога и колку вашето дете може да биде онлайн. Употребете апликации со кои ќе го ограничите користењето на паметните телефони. Не се плашете да побарате стручна помош. Постојат неколку видови на ефективни терапии на кои ќе може да се потрете. За почеток ќе кажам дека сите деца кои што сега живеат во ова време, значи се подложни на користење на интернетот, на телефоните, на таблетите. И тие на некој начин не можат ни да не ги користат таблетите, бидејќи има една дефиниција за она што е нормално, вели дека се она што го користи групата на луѓе која што е поголема е нормално. Па од тука би кажала дека сите оние активности, односно цело она време кое што е посветено на една активност, а тоа е седење на интернет или седење на телефон, и е подолга од повеќе од 4 до 6 часа и ги надминува сите други активности, можеме да кажеме дека станува збор за зависност. Децата кои што имаат проблеми со концентрацијата, со намалено внимание, проблеми со искажување на своите емоции, тука можеме да ја спомнеме и прекомерната тежина, проблеми со вид и слух, се деца кои што стануваат зависни од интернет и од телефони. Тие имаат проблеми во социјалните контакти со нивните врсници, имаат проблем кога ќе им биде забрането да седат на телефон или да играат видеоигра, со тоа што реагираат со агресивност, со фрустрација, со тоа што протестираат, бидејќи не можат да не го направат тоа, и покрај забраната остануваат да ги користат телефоните или интернетот. Оние физички кои што ги кажав, значи се проблеми со вид, со слух, прекомерна тежина, во некои ситуации може да биде намалување на тежината, која што може да се поврзе со некои психички потешкоти, а како психички потешкоти може да бидат намалената концентрација, затвореноста во себе, неможноста да си ги искажат своите емоции, од тука може да постават некои лажни идеали кои што ќе ги следат и кои што ги гледаат на интернет. Доколку се работи за деца кои што се на помала возраст и кои што се зависни од родителите, тука голем удел имаат родителите и како тие ќе се постават. Пред се треба самите родители да бидат пример за детето, да има еден отворен разговор каде што ќе се кажат сите последици и сите позитивни страни на користење на технологијата. А доколку зависноста премине на една повисока фаза, во тој случај е добро да се обратат децата до стручно лице, каде што ќе побараат дополнителна психолошка помош и каде што ќе постигнат таа самоконтрола. Зависноста од интернет, иако е нешто што е ново, сепак веќе има научни сознанија и категоризации. Дел од нив ви презентираме во денешното издание на Артикулација. Зависноста од интернет е широк термин кој опфаќа голем број на однесувања и проблеми со контролата на импулсите кои вклучуваат употреба на интернет, персонален компјутер и мобилна технологија. Иако се уште нема официјално прифатени критериуми за дијагностицирање зависност од интернет, истражувачите идентификувале 5 подкатегории на специфични типови на зависност од компјутер и интернет. Зависност од онлайн игри.
Зависноста од компјутер, понекогаш наречена и зависност од компјутерски игри, вклучува онлайн и офлайн активности што можат да се направат со компјутер. Со достапноста на компјутерите, игрите како што се Passions, Tetris и слични се програмирани во нивниот софтвер. Истражувачите брзо откриле дека обсесивната игра на компјутер станува проблем во одредени услови. Вработените во канцеларија ќе поминат прекумерно време играјќи ги овие игри, со што предизвикуваат значително намалување на продуктивноста. Овој вид зависност многу често ги погодува младите луѓе, особено тинеџерите. Нет поттикнувања. Овие поттикнувања се однесуваат на интерактивни онлайн активности кои можат да бидат исклучително штетни, како што се тргување со акции, аукции преку интернет, како што е eBay, компулсивно купување преку интернет и слично. Овие навики можат да имаат штетно влијание врз нечија финансиска стабилност и да ги нарушат работните обврски. Трошењето или губењето прекумерни суми пари исто така може да предизвика стрес во некоја врска. Зависност од онлайн врска. Зависниците од сајбер или онлайн врска се длабоко вклучени во пронаоѓањето и одржувањето на врските преку интернет. Често пати забораваат и ги занемаруваат семејството и пријателите во вистинскиот живот. Обично односите преку интернет се формираат во виртуелни простории за разговор или различни страници за социјално вмрежување, но може да се јават каде и да се комуницира со луѓе преку интернет. Често пати луѓето во онлайн врските го прават тоа, прикривајќи го својот вистински идентитет и изглед. Овие модерни феномени доведоа до создавање на терминот catfish. Ова придонесува за создавање на реална слика за себе, поради што се афектира во социјалниот живот во реалноста. Компулсивно барање информации. Интернетот им обезбедува на корисниците многу податоци и знаења. За некои можноста да најдат информации се претвора во неконтролиран нагон за собирање и организирање податоци. Во некои случаи барањето информации е манифестација на веќе постоечки обсесивно-компулсивни тенденции. Компулсивното барање информации може да ја намали продуктивноста на работата и потенцијално да доведе до прекинување на работата. Зависност од сајберсекс. Зависноста од сајберсекс вклучува порнографија преку интернет, веб страници за возрастни, простории за разговор за фантазија, возрастни и XXX веб камери. Обсесијата со која било од овие услуги може да биде штетна за нечија способност да формира сексуални, романтични или интимни врски во реалниот свет. Опциите за лекување се достапни обично во форма на интервенција, проследена со тековна хоспитална или амбулантска терапија. Прекумерното користење на интернетот, дигиталните мрежи, дигиталните алатки се одразува на психолошкото, но и на општото здравје. Денес верувам со сите оние приказни кои што ви ги донесовме, ве запознавме малку со цел и вие во иднина да бидете внимателни колку време трошите на интернет. Довидување до следната приказна.